Дали вака изгледа твој обичен ден? Да ти кажам право се тоа што го гледаш, мене ми е секојдневие. Затоа што веќе можам да кажам дека живеам во оваа куќа. Како би се представила самата себе си? Како многу амбициозна и талентирана. Што студираше? Студирав во Софија на Музичка академија, завршив поп и џез пеење, но исто така во самиот факултет имаше танци и глума, така да целосно работев на сите области за да можам да бидам добар перформер. Како падна одлуката за таму? Па со оглед на тоа што немав средно музичко, барав факултет каде што можам да се запишам со гимназија и ги бодрам сите кои што сакаат да продолжат да го реализираат својот талент, дека можат да продолжат на Музичка академија без средно. Како се одвиваше наставата? Дали ќе може да ни споделиш некој искуство? Па како што можам да се сетам, доста беше концизна, точна и прецизна самата настава. Имавме можност да искусиме многу професионална сцена со многу добра опрема, бевме озвучени и така да јас имам едно огромно искуство на вистински професионална сцена со работа со професионалци и тоа некако ми ги подигна стандардите на високо ниво. Имаше многу перформанси, многу концерти низ Софија, каде што јас се подготвував максимално и давав се од себе да изгледа сето тоа како еден добар производ и продукт што го правам. Исто така ќе додадам дека имав многу промена на професори со кои што работев вокална техника и мој совет е доколку имате можност да ги променувате професорите затоа што така ќе можете да добиете многу поопширно знаење. Каков ученик беше и како твоите професори те поддржуваа? Јас бев одличен ученик, значи на прво место ми беше знаењето, но не наидував на голема поддршка од професорите, чесна исклучоци, но најчесто ми правеа проблеми доколку требаше да отсуствувам заради некој настап, заради некој учество, кое всушност тоа ќе донесеше голем успех. Јас го правев тоа, но потоа имав многу проблеми. И мој совет е на сите деца и млади кои се талентирани да си го покажуваат тоа што го прават јасно и гласно со самодоверба, да веруваат во тоа што го прават, затоа што јас во таа ситуација се затворав, бев скромна и не се борев доволно за своите права. Едноставно од почит јас си молчев. И тука тоа остави простор професорите да не го поддржат максимално тоа што го прави. На што си горда и како би се представила себе си? На моите студенти во Анастасија центар. Што следно да очекуваме од тебе? Па да ти кажам право, јас не знам што следно доаѓа од мене, но секогаш знам дека ќе има нова песна, ново видео, можеби нов албум. Периодов вадам нова песна која што всушност ги потенцира проблемите на лицата со попреченост и ја посветувам на мојот веќе починат брат со церебрална парализа, Игор. Мене целта ми е да ја подигнувам свеста на секакво ниво. Можеби сега е оваа тема, но секогаш работам на случајот луѓето да се променуваат себе си. И сметам дека моите дела ги следат луѓе кои се спремни за промена. But he is not here anymore. Now I feel his presence much more and more. Working on my essence, his message I want to spread. There is a birth after death. My consciousness has grown. Phoenix tattoo on my arm is drawn. If you want to understand the world, you have to understand yourself. If you want to heal the nation, you don't need any explanation. Everybody wants your love. That was written in your code. Everybody needs
Дали ќе може една порака за тинеџерите од тебе? Порака за тинеџерите е да бидат љубопитни, да истражуваат, да учат, да се едуцираат, да работат на себе, да не бидат мрзеливи, да ги остават малку телефоните и тие да создаваат дела за кои што со кои што ќе им помагаат на другите луѓе, а не да очекуваат да бидат само конзуматори на некоја информација. Веќе е време тинеџерите да се активираат и да го активираат кодот со кој што се родили и да почнат да пренесуваат некаква мисла. Дневен ритуал? Дневен ритуал, секогаш кога ќе се разбудам, правам вежби со кои си го освестувам секој дел од моето тело и сум благодарна за моето постоење. Прво нешто е што пијам вода, потоа најчесто тоа е во центар, лаунџ бар, јадам доручек кој што е или смути, или чија пудинг, или овесна каша, значи задолжително треба да се внеси овошје. Потоа читам некоја книга или се едуцирам во врска со нека област што ме интересира. Мојот ручек исто така се содржи од здрава храна. Јас одамна веќе не јадам месо, сум вегетаријанец. И тоа ми помага да се чувствувам многу полесно, имам многу големи промени на психички план. Јас веќе чувствувам огромна разлика од кога започнав да се хранам здраво и тоа го препорачувам на сите кои веќе се во некаква фаза да почнат да се грижат за своето тело, дека грижата за сопственото тело всушност ти ја развива исто така и свеста, значи не е само на физички план, туку и на психички. Потоа во зависно кога имам часови, индивидуални часови, предавам по пеење, по пиџес пеење. Исто така работам музичка терапија за деца или возрастни со попреченост. А навечер најчесто ми се часовите по танци, по модерен джез и современ балет, така да на крајот повторно следува вечера од некакво зелено смути или салата и се релаксирам со некоја добра музика самата со себе и со моите животинчина. Имам кученце кое се вика Јована и едно маченце кое што само ми дојде на вратата во неодамна, Лена, така да ми се има развиено доста исто така емпатијата кон животните. Да си сега тинеџер, што би променила во твојот живот? Ништо, затоа што се што сум правела ме донесло до ова ниво кој што сум денес. Препорака за добар филм? Филм. Јас како мала гледав се што е поврзано нормално со музика, но да ти кажам искрено, немаше некој конкретен филм што ми го одбележа детството, затоа што јас не следев пејачи или артисти. Значи, ги почитував, но немав идоли. И така, може би, си дозволив да создавам самата, си го слушав сопствениот глас и создавав своји нешта. Така да, немам да ти кажам искрено некоја конкретна препорака. Каква беше Стефанија како тинеџер? Бунтовен, немирен, љубопитен и многу посветен на тоа што го правам. Значи, јас го правев само тоа што го сакам. А што ти сметаше во тој период? Тогаш, а и сега, значи, ајде за тогаш ке правам мојбет, ми сметаше неправда. Значи, јас сум поборник за вистината и кога некој не се држеше за неа, јас едноставно реагирав. Исто така многу ми пречеше тоа што луѓето, тоест децата во тој период, се однесува игнорантно кон тоа што го правам. Многу малку имав поддршка за сето тоа што го правев. И едноставно ми пречеше затоа што цело време имав чувство дека јас не сум доволно добра, зошто тие не ме поддржуваат во тоа што го правам. И сега денес на моите ученици секогаш им зборувам дека треба да се ценат себе си, да веруваат во тоа што го прават, иако другите не им го кажуваат се уште тоа. Имаш необичен стил на облекување? Па да, имам, со оглед на тоа што сум израсната со мајка моден дизајнер Анастасија, која
прво не ми дозволуваше да купувам облека, таа ми шиеше и потоа сватив дека јас навистина сум поразлична од другите. Тоа го сакав да бидам поразлична. Така да уште од малечка кога се појавував на модните ревии нејзини, 4 години ја започнав да бидам манекенка, секогаш носев уникатни модели на мене. И тоа едноставно ми ги отвори моите виуги, ми дозволи да бидам креативна и во начинот на облекување, едноставно да сум своја. Дали ти имаш неостварен сон? Неостварен сон? Па да. Тоа е светска сцена.